Добро утро, Македонија! Добро утро до сите вас кои што и ова топло утро сте заедно со нас со утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Денеска е среда, среќна среда, 19 јули. Уште наутро топол ден, утринската температура беше 22 степени Целзиусови, а така ќе биде во текот на целиот ден. Очекуваме топло и навистина жешко време, нема воопшто да има дури денеска ни ветрче, онаш ветрче кое што нокеска малку успеавме да се разладиме, барем ние овде во Скопје, малку да го почувствуваме и ветерчето. Како и да е, ова не е само состојба во Скопје и во Македонија, ова топло време, овој топлотен бран е насекаде во Европа. Една информација која што ја најдов утринава е дека во Германија, Италија, Шпанија и Полска оваа недела се очекува температурата да достигне до 60 степени. Во Малта вчера биле под сенка измерени цели 43 степени Целзиусови. Значи, овој африкански бран, ова топло време го имаме насекаде. Денеска подгответе се, доколку не треба да излегувате од дома. Сепак бидете во оној период од 11 до 18 часот на затворено, во климатизиран простор, а доколку сепак морате да излегувате, почитувајте ги препораките од Центарот за јавно здравје и од Министерството за здравство, а тоа е излегувајте со лесна светла облека, со наочари за сонце и секако со капа или со шешир за да си ја заштитите главата. Ајде сега за почеток да видиме какво време не очекува денеска и кои ќе бидат највисоко измерените температури во Скопје и во Македонија. Во Македонија сончево и многу топло, со слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. УВ индексот ќе биде 10 денеска, значи многу топло. Во Скопје сончево и многу топло со слаб ветер од променлив правец. Најниската температура утринава била 15 на степени, а највисоката температура се очекува да достигне до 41 степен, односно ова е секако температурата мерена во сенка. На сонце температурите се многу повисоки. Затоа, доколку немате потреба, седете дома или ако излегувате, добро хидрирајте се, убаво облечени со светла облека, капа и секако наочари за сонце. Сега, она што сакам да ви кажам на денешен ден, 19 јули, што е она што се случило, некои од поважните информации на денешен ден. Во 1834 година во Париз е роден Едгар Дега, француски сликар, еден од непознатите представници на ликовната уметност во 19 век. Изработил низа бакрописи, цртежи и скулптури. Умрел во Париз на 26 јули 1917 година. Англискиот тенисер Спенсер Гор победил во финалето на првиот турнир во Вимблдон во 1877 година. И уште нешто од поновите информации кои што се случиле на денешен ден. Во 1993 година Република Македонија станала 175-та членка на УНЕСКО. Ете, тоа се некои од поважните информации кои што се случиле, кои што го одбележале денешниот 19 јули, меѓутоа во минатото пред години. Сосема накусо пред утринските вести во 6 часот и 30 минути сакам да ви кажам што е она што ќе имате можност да следите во денешното издание на утринската програма. По утринските вести и вкусот на традицијата ќе ја отвориме првата тема, жешка тема како што е впрочем и време во денеска, а прашањето од нас до вас ќе биде: верувате ли дека коридорите ќе се изградат за 4 години со оваа динамика на работа? Веднаш, односно не веднаш потоа, туку по оваа тема, во 8 часот и 10 минути е првиот разговор предвиден за ова утро, а ќе зборуваме за она што Македонија неодамна испиша историја во светското параглајдерство, односно нашиот параглајдинг тим освои 3-то место во Франција на светското првенство во параглајдерство. Ќе зборуваме за овој навистина интересен спорт и за успесите на македонскиот тим. Подоцна следува и
вестите во 8 часот и 30 минути, блок на реклами и секако вториот разговор за ова утро ќе зборуваме за жени лидери. Гости ќе ни бидат во студио Симона Ангеловска и Ангела Станушовска од Creative Hub Македонија, со кои што ќе зборуваме за проектите, за нивните проекти. И втората тема во 9 часот и 10 минути, а тоа е дали мислите дека надлежните се подготвени за гасење на пожари. Ето ова е накусо она што ќе може денеска да проследите доколку бидете заедно со нас до 9 часот и 25 минути. Останете со Алфа телевизија и време е точно за утринските вести во 6 часот и 30 минути. Останете со нас. И по утринските вести во 6:30 и по вкусот на традицијата се враќаме во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со предвидените содржини за ова утро. 7 часот и 10 минути и ова е веќе редовниот термин за нашата прва рубрика. Веднаш да го проследиме заедно прилогот. Прилогот го подготви колешката Каролина Дурло, а носи наслов "Табла, празно градилиште и неостварено ветување. Ништо ново од фамозните автопати на Бехтел и Енка". Ајде сите заедно да го проследиме прилогот, веднаш потоа ги отвораме телефонските линии и ве чекам вас да си дискутираме на нашата тема, а темата ќе биде: дали верувате дека коридорите ќе се изградат за 4 години со оваа динамика на работа? Сите заедно да го проследиме прилогот и веднаш потоа телефонските јавувања. Онаа старата дека ветувањето е само за луди од радување, како да си најде своја примена и во нереализацијата на фамозниот проект наречен Коридор 10D, поточно на автопатската делница Прилеп Битола. На така наречената траса ништо ново што би укажало дека тука нешто навистина се работи. Впрочем, слика иста како и на Коридорот 8. Останати се само таблата, празното градилиште за еднократна употреба и оптимизмот на владата, кој деновиве е платен и со втора транша пари за работа која не ни почнала да се работи. И по 70 дена од помпезното кревање на зеленото знаменце за старт на градежните работи на Коридорот 10 буквално ништо не се случува. Долж трасата, која и не е траса, ги нема ниту работниците, ниту пак машините. Но затоа има само ветувања дека Коридорот 10 ќе го биде. И додека се чека градежните работи конечно да станат видливи за јавноста, кон крајот на јуни Министерството за транспорт и врски од државниот буџет му исплатило на јавното претпријатие за државни патишта уште една тура пари во висина од 53,33 милиони евра. Средства кои потоа одат на сметката на конзорциумот Бехтел и Енка за изградба на двата коридори. Ова е втора трансакција за потребите на изведувачот по онаа од април во висина од 117 милиони евра, така што досега на Бехтел и Енка вкупно им се исплатени повеќе од 170 милиони евра за работи кои на терен, барем засега, се само едно празно множество. Од друга страна, според платформата Отворени финансии, со програмата за финансирање на патна инфраструктура за проектот Коридор 8 и Коридор 10D за 2023 година, втората трансакција треба да изнесува околу 50 милиони евра. Но Министерството исплатило дури 3 милиони евра повеќе од претходно предвиденото, што пак повторно го отвора прашањето дали навистина изградбата на овие коридори вкупно ќе чини 1,3 милиарди евра или пак многу повеќе. Ова, особено ако се има предвид и фактот што според овој документ до крајот на годинава предвидено е на Бехтел и Енка да им се исплатат уште 2 транши пари во вкупна вредност од околу 250 милиони евра. Инаку, како што веќе е познато, фамозната табла за Коридорот 10D беше откриена на 12 мај во присуство на цела владина свита. А најодговорниот за овој така наречен национален стратешки проект, првиот вице-премиер Артан Груби, тогаш порача дека овој проект сега немало никој да го запре и дека оваа иста влада ќе била онаа која што по 5 години ќе ги пресече лентите за пуштање во употреба на овој коридор. Овој проект продолжува и сите влади, а следната влада секако ќе биде истата која што и оваа денес, ќе го заврши овој проект, ќе ги пресече лентите и сите граѓани ќе се возат по нив.
Колку за подсетување, автопатската делница од коридорот 10D треба да биде готова за 57 месеци и според пресметките за 39,3 километри по цена на чинење од 12 милиони евра од километар, таа би чинела околу 472 милиони евра, а за која засега нема ниту конечен проект, ниту означена траса, ниту пак се знае докаде е експроприацијата на земјиштето во плодната Пелагонија. Ете така го проследивме заедно првиот прилог, односно за прилогот кој што е за нашата прва тема. Табла, празно градилиште и неостварени ветувања, ништо ново од фамозните автопати на Бехтел и Енка. Тоа беше прилогот од колешката Каролина Дурло од информативната програма. Сега нашата утринска тема е дали верувате дека коридорите ќе се изградат за 4 години со оваа динамика на работа. Јас само сакам да кажам за почеток дека она што го слушнав заедно од прилогот, верувам дека и вие заедно со мене, дека на крајот на јуни Министерството за транспорт и врски од државниот буџет исплатило на јавното предпријатие државни патишта 53,33 милиони евра, а веќе во април претходно се исплатени 117 милиони евра. Вкупно досега се исплатени 170 милиони евра за патиштата, за коридорот кој што треба да го градат Бехтел и Енка, а на терен е сосема друга сликата. Добро утро, велам веќе веднаш за првиот гледач. Добро утро. Повелете, во програма сте, утринската наша тема, дали верувате дека... Се работе за голем грабеж на народот, а од тие пат нема ништо да биде. Значи, чим се уште не е почнат, нема ни да се почне, и ако се почне, че нема работници. Од и работниците и они си изитрија не се улави за мали пари да работат на тоа зрачење. Подсенка, увето се осеќа, 10 е увето, а не се издржува ни подсенка, од и над 40 степени температурата и тоа подсенка амерат, ама на сонце е над 60 степени, на 70 степени алкохолот заврива, а воата на 100 степени. Кој ќе издржи на таа температура таму за малите пари да седи и тоа асфалтот има испарување? Не се диша од асфалтот таму кога се работи, кога се прави. Работници нема да најдат во доволен број и тоа што го зголемија саатнината на 10 сати да се работи. Ајде тие што го донесија тие закон нека работат 10 сати таму на асфалтот, да видат како е на тоа жешко таму на 50-60 степени на сонцето да работи, да врие таму, да види дали е добро и на таа и со таа плата да работи, а не нивните плати си ги покачија скоро 80%, а на работниците не му покачија ништо. И кој е тие работник улеп што ќе работи на тие автопат таму на таа жештина? Ќе оде у Германија, ќе оде негде во друга држава кај што е платен, кај што ќе земе 3000 евра, 3000, а не тука за 400 евра да работи. А нема веќе такви будали, бе. Тоа биле старите такви што се напачали у една фирма ќе отиде и таму до пензија ќе скапе, ќе работи за ефтини пари. Сега нека отидат тие што му даваа подршка, што се јавуваја многу. Па добро, чим тоа треба да се граде, па треба нека да се донесе закон 10 сати. Па некој што седел казни што пишел по улиците, па и он тоа го подржува. Па добро е, и ја преко време остануе. Ама останувал преко време подсенка, седел и гледал некој да го начека, да го каза, да го запише. Дај нека отиде таму, нека биде на автопатот таму 10 сати, нека работи на 60 степени. Да биде како е мозокот да почне да му испарува таму, па да го пане некој инфаркт да го ударе. Колку градижни работници да инфаркт умират под скелињата на воа жешко на јужна страна, припек кај опне сонце и ќе падне. Колку градижни работници гинат. Од тоа гинат. Јас сум градежен работник, ја ги знам тие работи, имам работено и во странство и тука. И знам колку е таа мачна и тешка работа, а градежниците најефтина плата зимат, најмалку, и најмалку после пензија зимат. Па има градежници по 10.000 сега пензија што зимат, ала работеле по 30 години. Таш имале, се качуеле на високо, на скеле, надвор по зграите и во Скопје имаме работено и Битола и Кајне, по терени сегде на одеме. И шо пензија зимат сега тие градежници? Ја уште не су пензионер, ама тие што зимат, што ги прашувам, што ги знам, што потекнат заед по 10-11 јадарке, бе, тоа е срамно, а некој
полицајот ќе шета по улицата и ќе казнува, ќе зема 4, 5 и 11. Ви благодарам многу за вашето јавување. Вашето време од 3 минути измина. Веднаш велам добро утро за следниот гледач. Нашата утринска тема е дали верувате дека коридорите ќе се изградат за 4 години со оваа динамика на работа. Исплатени се 170 милиони евра, а на терен практично нема ништо. Добро утро велам за следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Ја верувам во патот затоа што ја ќе работе тамо и ќе работе и ноќе и дење и се ќе изработе. Она што го зборувам јас, дека ова власт со одлука кради, ова е што одлука што крадат. Ова нема ни да почни како пругата што колку пати прават договори, преговори, колку пати почнуваат тамо, колку пати носат тамо прагови шини, ни шини има ни прагови. Се овдека само ќе пуштат секое одење тамо, ќе сечат ленти. Па како може да се прави автопат? Прво нема проект. Второ не е експроприацијата направена. Тие кои ќе почнат да отидат со мотиките да копат, ќе речат чекајте. Немаме проект. На која страна ќе копаме? Надолу или нагоре? Попреку или пострмно нагоре? Како го лажат народов? Па сега не чека ова турбуленција со државава, со европјани што не казат, не чека матно и овие пари 170 милиони сега што ги префрлиле. Да, вкупно до сега. Голем стручњак, одма префрлил пари, машини копат тамо, багери, булдужери, ломе, муви летат са во тамо, ништо друго нема. Да ги исперат сега за избориве. Затоа што криминалот е невидено огромен. А тие не смеат да изгубат власт. Ако изгубат власт, ќе се открие се и се што. Односно, ако дојде некоја власт, што стварно ќе фати држава раце и да ја ивчисти, да открие све и да стварно ја направиме државата како овие држави што се прави држави, што закон функционира, што не сме влакно да се укради. А не овие порано со милиончиња, со динарчиња, со илјадарчиња крадеа. Сега милиони евра ништо не се за нив. 2 милиона, 3 милиони, вика 3 милиони прекорачиле. Абе тие 170 милиони прекорачиле, ова кажуваат 3 милиони прекорачиле. Тие, тоа е чудо невидено, вика, абе народ плаќа. Народ ќе изработи то, народ ќе покрие. И така народот во баки ќе работи, што ќе прават. Па сега се чудо видно, че немало работници ќе носеле од надвор. А после ќе се вадат, па нема работници, па што правиме, па онака и така ќе се запушати. А иначе, док се овие на власт, автопатов нема, реков, нема да се отпочни. Односно до избори, како ќе биде понатака, Господ нека ни напомош. Напомош, да. Ви благодарам, господине, многу за вашето јавување. Тајмерот веќе покажува 0:0, значи дека вашето време од 3 минути измина. Доколку имаме гледач на линија, веднаш велам добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте на нашава жешка тема утринска. Баш така. Јас чисто како апел, ако може да ги забавам сите колешките, да не се јавуваме, да почекаме нека не се јави Љупчо, тој ако е полицаец, е многу паметен, сите работи ги кажува, поготово и другите што сме од сектата што сме на СДС. Ајде поздрав на сите. Поздрав и до вас. Бевте брзи, кажавте за 30 на секунди тоа што имавте да го кажете. Нашата утринска тема, дали верувате дека коридорите ќе се изградат за 4 години со оваа динамика? Добро утро до следниот гледач. Ало, добро утро. Добро ви утро. Повелете. Добро утро за водителката и за телевизија Алфа, што толку информации дава граѓаните да понедат малку. Добро утро и поздрав од нас до вас. Повелете. Благодарам. Околу темата.
ќе се изградат за 4 дена со овие криминалците. Како оно нема ништо почнато, ќе се граде. Проект нема. Не се плаќале на граѓаните пари. Што е тие 170 милиона евра уште се на некого ќе појдо, од него иде у Албанија нешто купија тамо, и овај од Куманово, да не го наречам премиер, не е премиерот и не е бил на избори. Нема еден глас за него никој да ден, не може премиер да биде. И за тоа тие парите там, тоа нема да се прави никој пат. Слушам го тај, дига глава како никој кој, викај, оваа влада, истата влада ќе остане. Кој ќе остане, нека дојде, нека ни каже. Ќе го изедат албанците како сув леп и не му дават на него да бирее веќе. Што направи за овие 6 години, 7 години? Ништо у Македонија. Тоа направи албанците што не плаќат струја. А другите граѓани плаќате струја, удрите сапно по македонците, по другите националност, а за албанците не. Тие се на Америка шареното јајце, златното јајце. Златното пиле на Америка американците, на американците Албанија, албанците усвај. Пријатно убав да идете, водителке. Пријатно и убав ден да си имате вие, иако денеска ќе биде многу жешко, многу топло. Останете си дома и гледајте Алфа телевизија, доколку немате некоја поголема причина да излезете надвор. Добро утро, велам веднаш за следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Вања не била мртва, не знае човек што да каже. Кој рече дека Вања умрел? Лажал. Поздрав до тој пријател, прв од Емир Капија, да го кажам една работа. Човекот е ковач на својата судбина самиот. Знаете, да му објаснам една работа. Зашто тој не станал полицаец на времето кога бил млад, сакам да го прашам. Зошто не станал? Дали може да објасни вака да каже, пошто сега им љубомори на полицајците седеле во сенка, пишувале. Зошто тој како маж не станал полицаец? Да го прашам. Знаете зашто? Па затоа што он не може да ги поднесе вицовите на сметка на полицајците. Ја сака да кажува вицеви, он се тоа му е маката. Ема тоа проблемот треба да се го бара кај себе си, зашто станал граден работник, а не станал полицаец. Дали може да се Љупчо, така? Да, јасно тој. Дали може да се вратиме, односно да се зборуваме на темата? Ја морам да се држам до темата. Ајде, повелете. Да шалтаат што сакаат да кажат. Видете, имате договор. Значи, вака имате договор за кој ќе се расправа доколку не се исполни по англиско право. Добро. Англосаксонско, не по македонско право. И слушав еден случај дека тој кажа дека тоа англосаксонско право се применува ради сомнежот на фирмата дека правото на домицилната држава со која склучува договор може да биде пристрасно. Добро. И вие имате рок од 4 кусур години. И па сега кажете ми, ако една жена во првиот месец од временоста одма знае какво дете ќе донесе, нема проблем да кажам, ќе може да прифатам дека автопатите нема да се изградат. Ама да кажеме дека 4 години напред, дека автопатите нема да се изградат, мислам дека знаете тоа е веќе трачевска работа. И ние не сме толку способни да предвидиме што ќе се случи за 2 дена, отколку што ќе се случи за 4 години. И мислам дека покултурно е денеска да критикуваме однесување на парламентарците, она лицемерие вчера што се случи и прекчера, отколку да разговараме дали ќе се случи или нема да се градат автопатите за 3 години. Другата година ќе се смени власта со Господ напред што се вика. Ако овие лажат, тие другите што ќе прават да ве прашам? Тогаш ете имате контролен механизам, не исполниле, имате доказ дека овие платиле, тужете, затварајте овдека и готово, завршена работа. Ама имате жив доказ во рацете дека некој наводно крадел. Меѓутоа, што ќе правиме? Ако ова почне да се гради, или ако се докаже дека нема криминал, па видите, лидерот на опозицијата, истата фирма ја понуди уште 100 км автопат да прави. Па чекај сега, ако оваа фирма краде, зашто во и нуди уште 100 км автопат да прави во државава? Ама они ќе биле по-поштени. Гледайте, мислам, пригава се веќе театар, приказки и театар
Дајте да разговараме да ги критикуваме парламентарците за она нивно лицемерие вчера што ми предлага намалување на ДДВ од 5 на 0%, а прекчера сложника луѓе во петок мртват одбиваат предлог да се разговара за намалување плата на сите изборни функционери во државата. Тоа е лицемерието на кое овој народ се низга како деца на вода. Толку пријатно. Љупчо, ви благодарам за вашето јавување, ви благодарам за тоа што не следите и вие секое утро и редовно ни се јавувате и го споделувате вашето мислење заедно со нас и се разбира со останатите гледачи, со сите оние кои што не гледаат ова утро. 7 часот и 30 минути, ке ми помогнат од режија дали ќе ја вклучиме уште еден гледач или одиме веќе со утринските вести. Меѓутоа мислам дека да, одиме со утринските вести, точно во 7 часот и 30 минути. Останете со нас. Ги проследивме утринските вести во 7:30 на Алфа телевизија и си продолжуваме понатаму со утринската програма, а она што следува по нашиот синопсис е секако да ја дознаеме состојбата каква е на патиштата и на граничните премини во нашата земја. Од АМСМ веќе имаме воспоставено контакт. Елеонора Станоевска ќе ни се јави од тамо. Елеонора, добро утро. Добро утро. Дали се слушаме? Секако. Ви посакувам убав ден и ајде сите заедно да го слушнеме вашиот утрински извештај за состојбата каква е на патиштата и на граничните премини ширум нашата земја. Повелете. Ви благодарам. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е големен, што е нормално нели за овој период од годината, додека на граничните премини нема поголеми задржувања, освен на Табановце и Богородица, каде што има доста зголемена фреквенција и чекањето изнесува околу 1 час. Автомотосојузот на Македонија, како и секое утро, ќе препорача прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите каде има можност од појава на одрони. Ке ги информираме гледачите дека поради асфалтирање регионалниот пат Велес-Градско од 12.7 до 22.7 во период од 8 до 18 часот ќе биде затворен за сообраќај. Исто така, поради асфалтирање во период од 6.7 до 27 делницата Демиркапија Давидово ќе биде затворена за сообраќај во период од 9 до 15 часот. Накратко, ова би било се од Автомотосојузот на Македонија. За вакви и слични информации, гледачите може да не добијат на телефонските броеви 1 55 55, како и на 196 за помош на пат. На сите оние кои што патуваат им посакуваме среќен пат, а на вас пријатен работен ден. Тоа беше Елеонора Чангуровска-Станоевска, која што ни се јави ова утро од Автомотосојузот на Македонија и која што не извести за каква е состојбата на патиштата низ Републикава и на граничните премини. Секако дека и јас и ние овдека се придржуваме кон она што го кажа господја Елеонора, тоа е на сите ви посакуваме среќен пат и внимателно возење, бидејќи веќе знаеме дека фреквенцијата е веќе зголемена поради годишните одмори кои што се во тек. Ние си се враќаме на нашата утринска тема ова утро, а тоа е дали верувате дека коридорите ќе се изградат за 4 години со оваа динамика на работа. Само за подсетување ќе кажам дека кон крајот на јуни Министерството за транспорт и врски од државниот буџет исплатило на предпријатието за јавното предпријатие државни патишта 53,33 милиони евра, а веќе кон крајот во април месец се исплатени 117 милиони евра, се вкупно 170 милиони евра. А работите се уште на терен не се видливи. Ајде да го слушнеме и вашето размислување на оваа тема. Добро утро, велам веднаш за следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Сигурно на секој 2-3 месеци си дела пари за мерак. Кој ќе потрош, ајде сега пак други. Ајде пак други. Абе какви патишта? Одека крај нас едно 20 метра има изгребано со тие што греба од стариот асфалт
5 mm е изгребано. Веројатно и тук спаѓа во ова што е 10D, се вика. То шахтите испакнати се искршивне колите и денеска работи, утре не работа. Не знам, шо асфалт ќе тура тука. Не гледам да го проширува. Ако спаѓа ова страна, од десната страна едниот правец, другиот правец, од другата страна ке ше нови асфалт. Од каде ни се јавувате вие? Па, од Прилеп? Така беше? Така беше. Така, добро, по гласот. За каде поточно зборувате? Па, од железничката станица надолу према Којнари, после тоа оди на кај Гентерм фабриката, па таму се, не знам како ќе биде, нема уште решено кај ќе оди вторава лента. Значи зборуваме за Прилеп, така? За тој дел тамо кај вас? 5 сантими асфалт, 5 сантими, толку тура асфалт, 5 сантими, а јас кога сум одев во Германија, 12 до 15 сантими асфалт тура е на педа голема. Кога се правеше пат од Хитлер се го правил за Лајпциг има модено и за Берлин или било како. Значи 15 сантими асфалт тура. Тој беше патот од бетон. Уште пред ратот Хитлер го правил тој пат и беше малце подрасипан и парче по парче коцки асфалт беа. Не асфалт, бетон, да речем. И колко тура се чудевме ние шо е ова. А овде кај нас 5 сантими ќе тура, 2 години мразо ќе го изе и ај здраво, готово, дупки сето. Дупки, да, колите, како кажавте, колите ги искршивте возејки таму? Не да ги искршивне, секој 2 години треба да менуваш амортизери. Баш ка друго. Значи, сакам да кажам дека овие на рати ще ги дава парите, сега 170 милиони, па 150, па 300, то сето на секое давајне повојна парите ги крада. Така барем мислам, затоа што станаа сите милионери. Сите. Ви благодарам за вашето јавување. Ако тоа беше се што сакавте да кажете за оваа наша утринска жешка тема, како што е и ова време од утринава веќе е топло. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, секое утро. И исто и на вас, добро утро и убав ден. Се слушаме. Одлично, повелете. Ај вака сега ќе направам генерална анализа. Ајде. Прво да ја кажам мојата вистина. Ке плаче овој заспан македонски народ по Тито и по Југославија, еден ден кој ќе се разбуди во туѓа држава, без никакви права и тешка сиромаштија. А тоа ќе биде многу брзо, запамтите ги овие зборови. Посебно сите оние што плукаат по Тито и по Југославија, ги знаеме кои се тие што се јавуваат, а заборајва што направи Тито за овој народ. Идеме сега на темата. Ајде. Што да кажем? Видовте што се случува сега со владата. Значи, министрите од СДС, пратениците од СДС, слепо дигаат рака и гласаат за се дуи што ќе смисли. Значи, комплетно овие предавници од СДС, особено премиерот и председателот, комплетно ја дадоа власта на Дуи да прави што сака, буквално. Значи, буквално на софистициран начин си прават криминал, ја албанизираат државата, а со бугарите шуруваат, едноставно се во коалиција за поделба на државата на голема Бугарија и голема Албанија. Овакво предавство како што направива СДС и овие пратениците, не знам кај ќе им оди душата еден ден, кога нема да постои оваа држава, никако да се освестат. Опозицијата исто така спие. Што поскоро предвремени избори, протести за предвремени избори, за да може да се спаси
тоа што уопште дали може нешто да се спаси. За година дена нема да остане ништо од македонскиот идентитет, македонската држава и, да кажеме, македонците све ќе избегаат по странство младите. Значи, ова е очигледен грабеж, без проект да се прави нешто, да се крие договорот од јавноста и никој жив да не го знае, освен тие петорица што подпишувале. Истото мириса на криминал и ова со рудникот. Значи, комплетно одговорноста е во СДС. Да се дозволат вакви криминали што коштаат милиони евра. Значи, сакам да кажам дека оваа динамика на работа ништо нема да има од ова. Милиарди ќе се испокрадат. Патишта, патот не може во Србија 7 пати истата фирма поевтино да кошта. Да. Ви благодарам за вашето јавување. Убаво и внимателно ви слушав и вас и сите претходни гледачи кои што ни се јавија. Можам да заклучам дека сите мислите и кажувате една работа, дека не верувате дека ќе испадне нешто од сето ова, бидејќи навистина на терен работите воопшто не се придвижуваат на никаде. Буквално се оставени на мртва точка. Добро утро за следниот гледач. Ало. Добро утро, повелете, во програма сте. Па види, преска го слушавте од Прилеп. Да. За што ставале асфалт тука кај нас до 5 сантиметри, реков ми рече. Да. А во Германија многу повеќе, така? Германија бетонирал Хитлер. Сега, кај нас тука колите левитираат, значи левтат. Така да нема потреба толку голем асфалт да стават. Не сам стручњаци тука, големи стручњаци кои завршиле у Малорешански универзитет, Мајка Тереза и такви, значи, виделе дека штом левтат колите тука, може да се стави помал слој, нема потреба да... Зошто да се става повеќе кога може да се уштеди, така? Да, па левитираат и камиони и коли све, да. Влада дамо. Иначе, уверба, значи, во овие изводилачиве за оваков автопат кој е наметнат, пази, ова е наметнат автопат. Ова не е желба на народ. Ние сме во тежок апартхеид. Треба да разбереме дека сме во тежок апартхеид. Значи, веќе сме у некоја фаза на робство, заложници. Ние зборам за македонците. Да, за ве разбирам. другие мање више. Другие секогаш ќе си идат у некоја своја матична држава и ќе си се снајдат некако. Ние сме робовите. Тука сме, да. И овој главниот изведувач, дека јак министер спремен таму со 40 разбойници, нели така беше 40 што да иделе у министерство негово, не взимале плата, не работеле, взимале плата. И ме подсеќа на оно, али баба и 40 разбойници, така ми доаѓа некако муабет. Тој родена мајка ќе си ја продаде, ама не само он. И овие другиве околу него не се свеќе за мирисање, нити оној бушавиот со големата коса што ја води држава, барем наводници ја води. Многу е бушав он, знаеш, се разбираме, нели? И тие све се такви. Значи, нема во нив спас. Ти го носиш на власт да ти ја оправи држава, тој те упропастува, те продава, ти прави све и свашта. Извини, само за другата тема, што беше... Ја чув преска, ма ја заборај. Да, втората тема беше, односно ќе биде, дали надлежните се подготвени за гасање на пожари? Да, начело со тој дечкото со керамидите, тоа ќе биде многу успешно, значи средено. Само не знам сега и овие имаат мака горе и швајцарци и австрици, бидејќи нели дојдоа една година таму Берово, Делчево, Пекчево, кај беше. Они гасеа. Ние со папот отидовме таму да гасиме. Тој фапот беше многу експедитивен, многу заврши голема работа. Инаку овие дојдоа за парканција тука тие австриците, германците, тие здруженијата што доаѓа. Така да многу верувам и сега во овие наши екипи. Координирано, станивно и све останато. Поздрав пријатно. Поздрав и до вас. 3 минути ваши веќе истекоа. Си го кажавте вашето мислење и за првата и за втората тема, како и секое утро. Добро утро, веќе велам за следниот гледач.
Добро утро, поздрав за водителката и сите гледачи на Алфа телевизија. Голем поздрав и до вас. Повелете. Околу изградбата на автопатите, темата, мислам дека се работи за компанија која е голема. Значи, спротивно на моите предходници што говореа, верувам во тоа дека се работи за компанија која може да го изгради тоа. Околу работниците, во Македонија не може да се најдат толку работници, меѓутоа знаете дека може од Турција. Едниот од косопствениците во таа фирма е од Турција, има потекло од Турција и верувајте дека ќе донесат работници од Турција за да се реализира проектот. Тука бидете сигурни. И не можеме, што викаше Љупчо, не можеме однапред да кажуваме дали ќе биде или нема да биде. Некој верува дека ќе биде, некој не, меѓутоа една друга работа не ми е јасна. Како може јавна набавка да се реализира со однапред плаќање? Кажите ми една во минатото, каде што вие без да ја завршите работа во државна институција, претходно сте ги зеле парите. Никога што не се случило. Или, просто кажано, одите во ресторан. Одите во ресторан, ќе седнете, ќе јадете, доаѓа келнерот и ви наплаќа после тоа. Вие не плаќате претходно, па после тоа келнерот да ви го носи јадењето. Ме разбирате? Така е, да. Значи, разбирам, да. Вие имате вложување на пари 170 милиони евра, претходно пред сите работи да започне. А бидите уверени дека за тие пари, за тие милиарда и колку, бидите убедени дека тоа ќе биде. Ако треба ќе се носат од странство, еве ви кажав од Турција ќе носат работници, дека тоа ќе биде. Стварта е сега дека тоа мора да биде, меѓутоа, што повеќе наши компании, наши луѓе да влезат во реализација на тој проект. Ви благодарам многу и пријатно. Ви благодарам и јас на вас за вашето јавување. Ви благодарам за тоа што си го кажавте еве и вашето мислење. Веднаш велам добро утро за нашиот следен гледач. Нашата тема дали верувате дека коридорите ќе се изградат за 4 години со оглед на тоа што на терен не е така. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Благодарам. Ако сум јасна линија. Да, вие сте и јас одлично ве слушам, повелете. Ето така, мило ми е. Па видете, може да кажуваме ние што сакаме, меѓутоа состојбата е друга во Македонија. Во Источна Македонија не аутопат, него патишта се раскопани, колите се кршат. Едино пратениците не се жалат за тоа што тие лажат дека патуваат, а тие живеат во Скопје. Мислам, има станови или купено или изнајмено. И секоја година тужа по Македонија пат за да им плати оштета за колите, уште по една кола да се купат нова. Овие сега милиони крадат секој месец, се плаќа, што рече човекот, на нејадена храна, а се плаќа. Да. И толку е лошо кај нас, ја не знам овие пратеници дали се слепи, дали се глупи, дали Источна Македонија не им значи ништо на овие што ги ние праќаме, што се трчи за нив кога се гласа, што се помага да бидат пратеници, а после се свртува на друга страна, се заборава. Се, буквално се. Пратениците, градоначалниците, автобуси нема од Делчево, од Берово, од Пехчево, од Каменица за Скопје. За Штип нема, не за Скопје, за Штип нема. Срамота е ово што се случува, меѓутоа ние кај нас, како сме ради реда присутни на овој свет, во оваа земја. Незаинтересирани, до максимум незаинтересирани. Посебно овие што се владетелите во Македонија. Ова се душмани на Македонија, владат со Македонија. А ние сите молчиме, не само ние, него и Шкупје веќе пола поробено, никој ништо. Нити народ, нити пензионери, нити младина, нити студенти, дали се ова младиве се издрогирани, дали шо е, не знам. Пензионери ве чекаат само да им дојде пензијата, ништо друго како да им ги интересира. Работниците немаат време, тие да сакаат, немаат време да гледаат што се случува. Земјоделците, работниците, тие немаат време. Тие веќе се нон-стоп зафатени со проблеми со фамилии, изгледување фамилии, да се истера на крај детето, да заврши, да се наобразова, да почне да работи.
Едност, толку неводење ред, пропадна полиција, пропадна армија, пропадна собрание, беќе ништо нема македонско. Една установа, еве, директори кажуваат, се нема македонци. На било која установа. Осветили се овие скопјани, бе, дека Скопје е одземено. Пред носот на македонецо, владеја не македонецо со Скопје, со Македонија, со секто е македонско. Се е биќе уништено, се, буквално секој што има, нема кај директор или министр, тамо веќе нема ништо, тамо е се милионски загуби, и сега овие плюс, не милиарди и 300, тоа ќе биде 5 милиарди и 300. Ви благодарам за вашето јавување. 00 е тајмерот на екранот, значи дека вашето време од 3 минути за вашето јавување измина. Го слушнавме и вашето мислење. Добро утро, велам веднаш за следниот гледач. Добро утро. Повелете, во програма сте, јас одлично ве слушам. Поздрав до вас и до вашите колеги и почитуваната Алфа телевизија. Голем поздрав од мене и од колегите од цела Алфа телевизија до вас и секако до сите оние кои што ова утро не следат. Повелете. Патот ќе се направи патот. Тоа е стратешка цел на НАТО пактот по прв ред. Значи на НАТО пактот е стратешка цел тој пакт. Инаку, образованието на Албанија, Бугарија, Црното море можеше да се реши со многу поевтини работи, со постојните патишта и така натака. Но, јас сакам сега овде да спомнам и друго. Прво, се согласувам со господинот пред мене што на вистина од Источна Македонија направивме пустелија. Да. Понатака, мислам дека самиот факт што се расправаме околу работното време на работниците. Самиот тој факт зборува дека се работи за тешка експлоатација. Иста онаква експлоатација како што му праја во Америка на кинезите кои ги градаа железниците во Америка. Тоа е невидена експлоатација. Тука би рекол, ако од друго место сакат да донесат работници, па што сакаат нека прават од тие работници. Но во случајот македонците се изложени на експлоатација. Во тоа е проблемот. И сега, што се случува? А кој го брани сега тука македонецот во однос на овие работи? Никој не го брани, господо. А зошто? Заради што нашите првенци во сите области на животот, до една област во животот, нашите првенци се носители или нивните дедовци на Титови марамици отсади носеа. А во тоа време се знаеше кој може да просперира. Ниедно дете пионерче не можеше да се форсира ако имаше дедо или денес. Македонските луѓе што здрав интегритет ги снема. Да не ја фали никој Титова Југославија. Титова Југославија создаде матрица за производство на македонски првенци кукавици, кои што немаат чувство да си го бранат својот македонски славјани. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и јас на вас за вашето јавување. Си го кажавте вашето мислење во овие 3 минути. Колку искористивте, остана уште малку време. Добро утро, велам веднаш за следниот гледач на нашата утринска прва тема. Добро утро. Повелете, во програма сте. Благодарам. Симптоматично е што со договорот ги знаеме само казнените клаузули. Да. Значи, немаме обврска од другата страна преземен. Немаме обврска со рокско време. 4 години е грубо казано. Значи, кога ќе почне и зашто ние плаќаме казнени поени? Тоа треба да се објасни на овој народ. Овој народ ќе плаќа сега само казнени поени, а не е лошо да се испита и колку вработени веќе зимаат од април плат. Значи, не е само оно што е исплатено кон странката градите. Значи, имаме тука огромна кражба на финансии од буџетот со кој народот ќе треба да ги плаќа во наредниот период. Да. Дефинитивно тука имаме неуставен, незаконски договор
зашто уште првиот ден после договорот кажав јас дека не може да произведе законски промени еден договор. Договорот е помал од законот. Така да тука се превртени работите наопачки и тој договор треба да падне. Тие што го склучиле дефинитивно од свој джеб да си ги платат тие казнени поени кон Бекстел Енка, затоа што народот си нема зашто да плаќа. Такви ризични договори во кои што ризикот го превзимаат во име на државата и го легализираа преку парламентот, сите се соучесници и да си го поделат тој долг. Не ние да плаќаме, не нашите следни генерации. Друго за дали ќе се изгради за 4, па може по Шерпешки нешто и да направат. Ама вие... Нешто да се види барем, така, за овие 4 години. Ако е толку да не остане само како кичево Охрид. Ама една сите работи се така. Без разлика на власта од која почнато и недовршено. Почнато и недовршено кој еден лош домаќин кој што не знае каде оди и каде води. Зашто сите овие работи народот не ги мене ме љути тоа не ги регистрира, ги слуша, а не ги регистрира. Па нема и соодветен одговор. Одете на некој за 10 динари, да не му дадете да ви даде леп. Еве 50 динари е лепот, немате уште 10 динари, ќе ви даде некој леп. Па најбаналната работа може да си ја замислите. Значи, ние во иднина пак ќе повторам, не чекаат тешки години, ако не предземеме конкретни чекори за поништување на овој закон. Ви благодарам многу, господје, за вашето јавување. Секогаш ве следам со внимание и секогаш навистина убаво си кажувате и се што кажувате си е баш на свое место. Ви благодарам што не следите и што ни се јавувате секој утро. Велам веднаш добро утро за следниот гледач. Добро утро, драга наша убава Ирена. Добро утро, чичкомите, како сте ни? Добри сте. Како сте ни, добри ли сте? Сполајмо на Господа, со вас и Алфа радосен, среќен, задоволен, немам зборови. Одлично. Многу ми е мило што ни се јавивте и ова утро и тоа што не следите секој утро. Знаете ли кој ви се јавува? Како не знам, од Германија? Така, да си Чичко, ми жива и здрава. Така, кажав. Јас кажав, ама заедно зборувавме и предпоставувам не ме слушнавте. Па имате и право, јас сум у години човек, вие сте млада особа, не можеме да се равнеме со младите. Ви благодарам што ни се јавивте и што не следите. Имате ли да кажете ваше размислување за нашата утринска тема? Видите во што е работа, многу не треба да се зборува, него ако може човек на глас да заплаче што народот сам си го направи овоа зло, никој не ни е крив, само ние. Трчат, ќе гласат за ова, за она, овие ќе го срушиме, тај што почна да граде, да праве, ајде терајте го. А сега што направите? Ништо. И децата бегат, ќе бега бре и кучињата ќе бегаат. Ово е плячка невидена и некоја фалат. Па богатат се сите, а Кутрио Македонец нека рампа на земјоделието, нека крампа и плодовето да бидат ефтини, а многу е скапо, па нема никаде лежи лебу да те јавам. Најголемо задоволство ми направи господинот, мислам со поголема возраст, што рече не ја фалете Југославија. Пуста да ја остане. И таков и тој да биде. Глупости над глупостите не се радува на своја Македонија, Тито Југославија, тоа е изумрена појава, тоа са продолжена рака на криминалци од Југославија. Добра држава не се руши, драга Иренче. Тоа да му биде на секого јасно. Но се таквија останаа и сега не можеш да излезеш на крај. Шо ми треба тај, овај, дали они ќе го направат или не, или ќе влечат и поскапо станало и се ќе си плаќат, ќе плаќаме, до кога?
ние требаше да станеме тук, никој не излегува да реагира, да рекламира, седат си дома, па сега они си работаат. Они знаат дека тука можат да работат што сакат и работат, богатат се, та не само автопатишта, не само рудници, од нас им ќе не товарат како магриња и не смееш ли Ани ба да кажеш. Докаде се докараме самите, да не бидеш собственик во својата држава, да не си ја градеме, почнавме убаво, не ни треба тај овака ќе направиме. Кој е добро Ирена се направи, речи ми Чедо Мило. Ништо. Ама сега сите овкаме, ама нема што речи човекот од источниот крај на Македонија. Јас го знам многу убаво. Тој сам речи ќе одам да рекламирам во Струмица. А зошто останатите не? Заеднички сме појаки секако. Така и со автопатиштата. Не е албанскиот народ крив, народот. Политичарите ломне направија со овие СДСМовци. Тоа е велепредавство. Чичко Мите, ви благодарам за вашето јавување, ви благодарам за тоа што ни се јавувате во нашата емисија Добро утро секое утро и за тоа што не следите секое утро од далечната Германија. Голем поздрав од мене, голем поздрав од целата екипа која што ја реализира утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секое утро. Не само до вас, туку и до сите македонци кои што не следат во Македонија и се разбира во диаспората. Вие воедно бевте и последниот гледач за ова утро, односно за овој дел од нашите јавувања на оваа наша прва утринска тема. Тука ќе ги затвориме веќе телефонските линии и 8 часот и 8 минути и веќе продолжуваме понатаму со предвидените содржини за ова утро. Следува еден прилог кој што го подготви колешката Александра Овчарска, а зборува за тоа како топлото време влијае врз крвниот притисок. Останете заедно со нас, веднаш по овој кус прилог следува и првиот разговор за ова утро. Моментално имаме силен и долг топлотен бран, кој навистина го отежнува секојдневното функционирање. Важно е во вакви екстремни периоди да внимаваме и на нашето здравје, а тоа особено важи за лица кои веќе имаат некаков здравствен проблем. Поради тоа, накратко ќе се задржиме на ефектите на топлото време врз крвниот притисок и ќе зборуваме зошто лицата со низок притисок треба да се особено внимателни. Зошто високите температури можат да бидат опасни? Од сите екстремни временски услови, топлотните бранови, каков што моментално има во нашата држава, се заслужни за најголем број смртни случаи ширум светот. Топлото време влијае на телото на повеќе различни начини. Нашето тело преку потење се бори со високата температура. Крвотокот се зголемува, срцето бие побрзо и крвните садови се шират. Особено е опасна комбинацијата од висока температура и висока влажност. При висока влажност потта многу потешко испарува, со што телото не може ефективно и брзо да ја изгуби топлината преку испарување на потта. Тоа би значило дека при поголема влажност ризикот од топлотен удар е значително зголемен. Како високите температури влијаат на крвниот притисок? Потењето е главниот механизам на организмот за намалување на телесната температура. Но обилното потење може да доведе и до дехидрираност, а со потта се губат и низа на минерали. Ваквата комбинација може да доведе до намален волумен на крв и промени во крвниот притисок. Крвните садови се шират на топло време, а тоа доведува и до пат на крвниот притисок. Доколку станува збор за лице со хипертензија или со крвен притисок кој е природно во високите граници на нормалата, ваквиот ефект на топлото време не би требало да е загрижувачки. Но за лицата чиј притисок е природно низок или пак користат терапија за намалување на притисокот, топлото време во комбинација со обилното потење може да доведе до нагло паѓање на притисокот. Поради тоа, важно е овие лица да пијат на вистина повеќе течности со цел одржување на добро ниво на хидрираност, но и внес на минерали. Како и за сите останати, препораките при ваквите екстремно топли бранови се: доколку сте во можност, престојувајте во разладени простории или пак престојувајте во најразладената соба во вашиот дом. Останете хидрирани, пите повеќе течности,
А доколку имате периоди на обилно потење, а имате природно низок притисок, може да се напиете и електролитски раствор или сличен напиток. Избегнувајте активности на отворено во најтоплиот период од денот. Активностите и обврските завршувајте ги рано наутро или приквечер. Избегнувајте интензивна физичка активност или пак правете ја во најладниот период од денот, рано наутро. Доколку сте на отворено, престојувајте под сенка, пијте повеќе течности и носете лесна и широка облека. Носете шешир или капа со цел да ја заштитите главата од силното сонце. А внимавајте и на вашата кожа. Користете крема со заштитен фактор. Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и како што ви кажав, пред малку време е за првиот разговор ова утро, а на вистина Македонија треба да е горда на нашите момци, тоа се 4 момци од параглайдинг тимот, од македонскиот параглайдинг тим, кој што на крај на месец мај и на неколку денови од почетокот на јуни беа на светското првенство по параглайдерство кое што се случуваше на Северните Алпи во Франција. Тоа беа момците, јас ке морам да ги прочитам нивните имиња: Мартин Јовановски, Дарко Станковски, Александар Гацевски и Ѓорѓи Ристовски. Честитки момци до сите вас, навистина не направивте горди и испишавте навистина историја во македонското параглайдерство. Ова утро заедно со нас од оправдани причини не се сите 4, бидејќи се веќе и летните одмори во полн ек, туку само представник од македонскиот параглайдинг тим, пилот по параглайдерство и воедно еден од 4 репрезентативци кои што го освоја 3-то место во параглайдерство, а тоа е Ѓорѓи Ристовски. Ѓорѓи, добро утро. Ти благодарам за тоа што ја прифати нашата покана да бидеш наш утренски гостин ова утро. Честитки до целата екипа, до целиот тим. Навистина е историски успех. Македонија 3-то место на светско првенство во параглайдерство. Ви благодарам, фала на поканата. Чест и задоволство ми е да бидам тука и фала ви за честитките. Да позборуваме малку сега, значи за овој навистина интересен. Јас прашав кога се договаравме за разговор дали е екстремен спорт. Вие рековте за нас не е. Меѓутоа јас многу сакам да летам со параглайдер, ама се плашам еве од висина. Ке зборуваме за сето ова малку подоцна. Прво да ми кажете какви се вашите впечатоци и бевте тамо во конкуренција од 57 држави, Македонија 3-то место, кој освои прво, второ место и какви се вашите впечатоци од ова светско првенство, бидејќи навистина е за честитки. Така. Значи, ние имавме шанса да отидеме во Франција на светско првенство сега. Ние обично не одиме да летаме надвор Македонија многу често. И во Алпите за повеќето од нас беше прво одење во Алпите дури да летаме. Значи голем предизвик, така? Да, па едноставно е малку поразлично од тоа што сме ние навикнати да речеме во Крушево. Но беше супер, ние имавме мало припреми пред тоа и отидовме. Вие бевте 4, така че може да се чинувате 4. Какви се подготовки предходеа на овој настап, на ова надпреварување? Така, значи подготовките се од кога сме почнале да летаме со параглайдери, значи цел живот. Но специфично за овој надпревар се погодија неколку работи кај што и лани имаше некои високо рангирачки надпревари и успеавме и оваа година да одвоиме повеќе време да одиме на еден надпревар пред светското, кој што беше во Шпанија, кој беше исто така од светскиот куп, значи беше од висок ранг, со многу квалитетни надпреварувачи. И можевме да отидеме во Франција, да речеме, доста спремни, со разлетани, како што ние сакаме да кажеме. Што беше поразлично? Дали самото тоа дека сте на Алпи, нели бидејќи тоа се поголеми висини од оние кои што ги имаме ние во Крушево, кажавте дека во Крушево обично летате Крушево и предпоставувам Охрид, Величица, така? И тука во Скопје летате од Водно. Така. Со каков предизвик тамо се сретнавте? Значи, што е различно на Алпите е што се користат планините повеќе за летање, отколку кај нас. Значи, ние секогаш го користиме топлиот воздух што оди нагоре, за да останеме повеќе во воздух, бидејќи немаме мотор, нели? И
во нашите средини, нели, ги користиме планините, но многу често ги користиме и рамниците. Ги користиме, значи, топлите струјања кои се над рамните делови. Да речеме, некоја нива е потемна од другите, па таа ни дава потопол воздух, па и слично. А на Алпите се користат планините и најчесто се лета многу блиску до планините, на некоја висина на планината. И дали е опасно? Да, значи сте на планина, нели немате отворен простор многу, со мала грешка или со нели многу лесно може да се заврши на дрва. Но и тоа не е толку страшно, значи во Франција е тоа секојдневие. Но секако нели треба пазење и тоа е еден дел од компликацијата што носи алпското летање. А другиот дел едноставно тактиките се различни и нели различна е динамиката на... Очекувавте ли трето место? Бидејќи за прв пат, колку што ве разбрав, за прв пат летате на Алпи, нели? Многу е поразлично од она што вие сте навикнати. Одлично, момци, значи супер. Очекувавме добар резултат. Лани бевме четврти на европското во Ниш, бевме се четврта таму. Така да ние знаевме дека сме конкурентни со најсилните земји во овој свет. Но прво и второ место кој освои? Прво освои Франција. Домакинот, да. Второ беше Британија, трети бевме ние и после нас беа Чешка, значи со Чешка беше големата борба помеѓу нас и Чешка, значи во последниот ден успеавме да го зачуваме, да земеме третото место. Беше секој ден беше борба помеѓу нас и Чешка. Додека си разговараме, јас ќе ја замолам режијата ако може да ги проследиме, имаме ние и фотографии, имаме и видео, да видиме сето тоа како изгледа. Што се оценуваше, Ѓорѓи, на овој натпревар во Франција? Има три дисциплини во спортот, нели, спортското летање во параглайдерство. Една дисциплина е прецизно слетување, каде што се слетува во мета. Друга дисциплина е акробатско летање, каде што се прават маневри во воздух и одредени судии оценуваат. И тоа е на некој начин како уметничко лизгање, нели? И трета дисциплина е дисциплината во прелети, каде што ние се натпреварувавме и во оваа дисциплина според нас треба да се вклучат сите познавања и сите вештини што се во другите дисциплини, на еден начин е како кралица на дисциплините, како нели во скијање што е даунхил или така слично. И тука се лета рута, значи зададена рута. Може да биде, ќе дадам пример, значи може да биде од Водно до Тетово и да е целта во Гостивар. И значи ние имаме таа рута, ја гледаме на инструменти, полетуваме, ги наоѓаме тие топли струјања и се позиционираме за старт на трката во воздух. Тука сме сега, ќе видите и на видеото, има околу 100 луѓе што се борат за позиција пред стартот на трката, да бидат што е можно највисоко и најблиску до почетокот на таа замислена линија која ние гледаме на инструментите. И кога ќе дојде времето на старт, ние имаме сигнал на инструментот, на еден начин ни се отвора зелено светло и тргнуваме да летаме кон, сега во овој случај јас што кажав, значи кон Тетово, па после кон Гостивар, да речеме. И тука го користиме ветерот. Значи пробуваме нели да го искористиме ветерот и топлите струјања за да стигнеме најбрзо. И во исто време имаме играта е малку како велосипедизам. Значи како што во велосипедизам групата или пелтонот е најефикасен и најбрзо може да ја помине дистанцата, така и кај нас групата, односно ние го викаме гагл, а мислам дека може да се преведе како јато, е најбрза. И е едноставно како стратегија, многу слична на велосипедизам, луѓето веројатно има полесно да разберат. Во еден момент некој треба да нападне за да се издвои, нели, или да заврши во финишот, нели, како што е на точаци, да речам, во спринтот, да заврши прв. Значи имате време. Имаме време, да заврши прв во Гостивар, значи тоа е целта. Кој прв ќе стигне до Гостивар е победник. Ако случајно, нели, никој не може да стигне до таму заради временски услови, тој што стигнал најблиску
ќе До биде целта, победник, така. најблиску од целта. Нималку не е ова лесно и едноставно. Баш напротив, потребна е многу подготовка и учење. Сега, да позборуваме малку сега за параглайдерството. Како јас кажав екстремен спорт, вие рековте не, туку е во каков спорт спаѓа? Мислам дека сепак спаѓа во екстремни спортови, но покрај тоа е и воздухопловен спорт. Да, значи пред се е воздухопловен спорт, како што е летање со едрилици или летање со балони или нели. Добро, но сепак треба да се научи, треба сепак голема подготовка. Сега вие од кога се занимавате со параглайдерство и доколку некој сака да се занимава со овој спорт, како да почне? За да може да биде пилот на параглайдер. Така. Јас се занимавам повеќе од 10 години. Почнав кога имав 18 години. Имаме неколку, значи, случајно или случајно, значи јас се можда кога некој ќе се пронајде, значи како мал цело време бев заинтересиран за летање, не знам, сум си тоа ми било милени играчки да речам. И мислам дека ги видов на водно еднаш, како кога одам на кај баба ми, на кај дедо ми, например, се гледа водно и сум ги видел. Јас сеќавам дека видов некој баш во таа смисла јас. И се заинтересирав и прогуглав, нели, едноставно само изгуглав школа за параглайдерство и мене ми излезе Вертиго, нели, прво, и тоа е од Скопје. И се зашленив во клубот, се јавив на инструкторот и почнав да летам и едноставно. И колку време е потребна подготовка за прв пат да можете сами да бидете како пилоти? Така, значи да не летате во некој да лета со вас, туку сам. Обуката трае околу 40 часа. За 40 часа е замислено да може пилотот самостојно и безбедно да полета и да слета од ние ги викаме висински старт, значи некоја планина што е повисока. Тука тоа значи дека ќе летне он во присуство на инструктор. После тие 40 часа. 40 часа значи 40 дена? 40... Еден ден или како оди? Не, може да биде еден ден, 8 часа, так, зависи. Како и да. Значи 40 часа, обично 5 дена, така ги рачунаме, значи, али секако е различно. Брзо се учи. Да, значи нивото за да дојдете до безбеден висински лет во присуство на инструктор е многу лесно. Значи, окей, секогаш е зависно нели од човек до човек. Но едноставно со редовно одење, да не се одвојат тие денови, например, еден ден сега, па еден ден за 3 недели, ако успеат луѓето да ги спојат во еден месец, ќе биде според мене многу едноставно и брзо. После тоа веќе станува се покомплицирано и веќе ќе треба значи една желба и дисциплина и редовност. Најголемата работа е да се направат околу 50 часа во првата година или втората, во тие да речам 2 години од почетокот на обуката. Тоа прави голема разлика за колку ќе бидете безбеден пилот, колку ќе бидете, нели, ќе познавате и колку ќе имате основа за да можете да ги надоградувате. Ова што во моментов оди на малите екрани е преубава гледка, значи едно виножито од различни бои на параглайдери. Ова од каде е оваа снимка и сакам да ве прашам тука како вие се чувствувате кога летате? Какво е чувството кога сте таму горе? Ова е снимка значи од Франција. Ова сега, така кога? Да, од овој надпревар што беше светското првенство. Значи таму баш се интересни снимките затоа што сме многу луѓе и нели баш е шарено и многу сме блиску. Преубаво изгледаше, вие додека говоревте малку следев. Од страна изгледа многу интересно, кога си таму е стварно комплицирано. Значи, окей, ние стварно сега оваа група на луѓе имаме многу искуство во такво летање блиску до други луѓе. И голем дел од тоа ни е нели автоматизирано, но едноставно бара премногу голем фокус и цело време да знаете кај сте вие во однос на другите. И нели отварање на 4 очи, како да каже. Тоа сакав да прашам сега следно колку е ризичен овој спорт и дали постои опасност, видовме тамо на небото многу значи параглайдери, да дојдете блиску еден до друг и што тогаш? Значи сите нели како и во сообраќајот ние возиме нели во линија сега да речеме една и не секој се судира нели пака е безбедно, така и таму. Значи сите ние одиме напред и можеме да го предвидиме секој своето движење. Исто имаме многу слична брзина на патување и тоа све прави да е полесно.
Но секој мора да има една маргина на безбедност за другите и за себе, да ја приоритизира безбедноста на надпреварувачите и на себе си преку резултатот што ќе го добие. Кои се ризиците во овој спорт? Колку е опасен? Тоа ме интересира како Значи, да. бидејќи рековме, се согласивме дека сепак спаѓа малку и во екстремни спортови. Овој спорт е според мене опасен колку што е опасен и пилотот. Значи има многу работи што може да се направат за да бидете вие безбеден во воздухот, дури во надпревар, нели кај што нели влоговите се поголеми и има многу повеќе луѓе што не можете да ги контролирате. Така да според мене е опасен колку што вие ќе сте спремни да пожртвувате некоја од тие маргини на безбедност. И колку се вашите вештини. Затоа велам многу е битно за нови пилоти да имаат континуирани 50 часа или 100 што се нели во еден краток временски период. Затоа што тоа многу прави разлика во контролата на крилото и во исто перцепција на временските услови, затоа што опасноста многу доаѓа од временските услови и од контролата на параглайдерот. Сега да позборуваме малку за она што се случуваше викендот во Крушево. Исто така имаше надпреварување, имаше представници од многу земји, беше на светско ниво или така? Да, во Крушево сега има 3 надпревари. Така. Се уште се во тек? 3 се во овој период, еден секоја недела. Да, се уште се во тек. Сега моментално е сите сте сега Нордик во Крушево и во Охрид. Мене ми беше многу тешко да ве обезбедам за разговор, буквално секаде се јавив. Вие на моја среќа и огромно задоволство бевте тука во Скопје, значи сте распоредени сега Крушево и Охрид. Да позборуваме за тоа малку. Така, значи во Крушево имаме цело лето има надпревари, интернационални надпревари во параглайдерство. Едно од тие е обично нашето државно првенство, каде што е како фестивал за нас за летање, одиме нели сите што можеме, што се надпреваруваме редовно и нередовно и едноставно е како настан кај што сите имаме шанса да научиме нешто повеќе од нас и да се дружиме едноставно со луѓето со кои највише сакаме да се дружиме, што сме порастале заедно. Другите надпревари се кој може од нас ќе учествува, кој не обично така оди, ама најчесто се некои интернационални првенства. Моментално беше белгиско првенство. Тоа значи дека белгиската федерација одлучува дека ова државно ќе го правиме во Крушево, да они си доаѓаат еден куп луѓе, значи 120 луѓе, 150 си доаѓаат да си летаат, нели некои се посериозни, некои се не се толку сериозни надпреварувачи, едноставно само си летаат. Нашето државно првенство кога е? Нашето заврши беше на почеток на јули. Да, и државен шампион е Дарко Станковски. Така, честитки. Тоа е од вашиот тим, еден од четворицата момци кои што се во параглайдинг тимот. Сакам да прашам за рекреативно летање со параглайдер, тоа е сега многу актуелно, поготово за туристите и во Крушево и во Охрид. Тандем параглайдинг, да или не? Сигурно да, или? Да, значи тандем параглайдинг е прекрасен начин да се види значи што е целава работа. И ние имаме многу пилоти што летаат тандем параглайдер, што се одлични пилоти и многу места каде што може да се лета со тандем параглайдер. Најчесто летно време нели да поради туристичката сезона летањето е во Охрид. Така да многу лесно таму нели секој веројатно што е во Охрид ќе види параглайдер по текот на денот. Да се почувствува секој да се почувствува како изгледа нели Охрид или да од некаде прочитав од Орелска височина, така? Да, значи според мене све изгледа подруго и поубаво од птичја перспектива. Дури не треба да е Охрид секое место што може, дури и пустина да ќе биде убаво според мене. Да. Од него. Ѓорѓе, кои се идните планови на тандем на параглайдинг тимот на вас четворица момци и лично за тебе сосема на кратко, бидејќи веќе треба и да ни е терминот за вестите. Така, значи сега оваа година имаме уште надпревари, ќе Дарко Станковски и Мартин Јовановски одат на крај на месецот во Турција на светски куп. Мартин Јовановски победи во 2021 светски куп на истото место, така да ние сега ќе навиваме, он малце сигурно осеќа притисок да го повтори резултатот, па нели ќе мора да навиваме повеќе. И до година имаме европско во Шпанија, каде што ќе пробаме да го повториме резултатот. Па нека биде прво место. Така.
Благодарам многу за вашето гостување. Посакувам многу успех на личен план и како тим, да не представувате секаде каде што ќе одите, да се закитувате со овие прво, второ или трето место. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, ние одиме со вестите во 8:30. Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со вториот разговор предвиден за ова утро. Ова утро сум во убаво друштво на две убави дами кои што ни доаѓаат од едукативниот центар Креатив Хаб, а со кои што ќе зборуваме за оние нивни активности и настани кои што верувајте во овој летен период ги имаат навистина премногу. Сите ние одиме на одмор, ама овие девојки, овој едукативен центар работи навистина со полна пареја, дури и во летниот период. Ова утро веднаш да се ги представам моите гости. До мене е Ангела Танушовска, дигитален маркетинг од Креатив Хаб, и Симона Ангеловска, одговорна за човечки ресурси во едукативниот центар Креатив Хаб. Добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Оно што е повод за вашето гостување е оној настан кој што ќе се случува денеска од 18 до 20 часот. Меѓутоа настанот ќе биде онлайн. Предавач ќе биде Аријана Коскарова, односно не е настан, туку е курс. Така, за жени лидери во компанијата. Ајде да не зборам јас, да ви дадам вас предност да ни кажете за каков настан станува збор. Пред се ви благодарам многу за поканата. Чест ни е што присуствуваме во вашата емисија. Станува збор за курс кој што е двочасовен со Аријана, она е предприемач и ментор на самата Академија за жени лидери. Курсот би траел од 18 до 20 часот и е онлайн, бидејќи Аријана се наоѓа во Америка во моментов. Всушност, да, тоа е главната тема, развивање на жени лидери. Тој би се одржал, значи, денес. Исто така, во текот на утришниот ден имаме уште еден настан заедно со Аријана Коскарова од 18 до 20 часот. Исто онлайн, така? Исто онлайн, да, тој би бил исто така онлайн и тоа е тактики за успешен емплоер брендинг. Овие настани всушност има подетални информации на нашата веб страна creativehub.mk, каде што можат сите заинтересирани нели да отворат и да се регистрираат всушност. Таму има детални информации, бидејќи овие два курса само не се бесплатни. Имаме бесплатни курсеви нормално организирани, повеќето се бесплатни, но за нив повеќе ќе зборува мојата колешка Ангела. И сега да кажеме само за овие курсеви кои што се денеска и утре, кои што ги одржува Аријана, нели рековме онлайн. Дали се намените само за жени? Бидејќи станува збор нели за жени предприемачи во компаниите. Каков е интересот за овие настани, за овие курсеви? Интересот е огромен за сите настани, затоа и работиме толку многу настани летово, како што кажавте, без пауза. Па ќе видиме каков ќе биде крајниот исход, инаку има голема заинтересираност. Така. Имате исто така, не застанувате, следниот настан е веќе на 27, мислам дека рековте. На 26 јули. Ама тоа е настан во живо? Да, во живо настан. Ќе се одвива во Eastgate Mall на првиот кат помеѓу продавниците на Кропив, чиј паналист ќе биде и маркетинг менаџерот на Eastgate Mall. Ќе се дискутира околу темата креирање на ефективни маркетинг стратегии за привлекување на нови потрошувачи и задржување на веќе постоечките во дигиталната ера, бидејќи имаме тројца паналисти. Двајца ќе зборуваат повеќе со фокус кон креирање содржини и маркетинг кампањи, додека третиот панелист ќе зборува повеќе кон фокус на креирање на Facebook реклами. Добро, сега сакав да прашам, да се вратиме повторно на овие курсеви за жените, тоа некако малку повеќе ме интересира. За која возраст се наменети? Од колку до колку години? Дали се само за млади жени предприемачи кои што сакаат да станат предприемачи во компанијата или може и за повозраст? Курсот е наменет за сите, конкретно, но најдобро е да бидат со претходно работно искуство и со добро познање на англиски јазик, бидејќи самата Академија за жени лидери која што Аријана ќе одржува, зборувам сега за Академијата, не за курсот, бидејќи курсот е двочасовен и тој, да кажам, најмногу се организира за да видат што точно би се случувало на Академијата која што трае подолго време. Така што најдобро е да бидат со работно искуство и со добро познавање на англиски јазик, бидејќи самата Академија се одвива на тој начин, а инаку како двочасовен курс може да го следат сите. Академијата кога почнува?
Академијата започнува септември-октомври со почеток на школската година. На школската Исто како година. и сите останати академии кои И што ние колку ги време нудиме. ќе трае? Мислам, колку време се предавањата? Кај нас таа академија се дели на 3 семестри, зависно од бројот на семестри кои што кандидатот или студентот би ги одбрал. Може да биде 4, 5 до 6 месеци максимум. Така, исто ќе биде онлайн, така? Да, онлайн. Бидејќи Аријана е во Америка и таму во моментов и своето работиме големо искуство го пренесува еве вака. Многу е тоа добро и многу ми е мило што една ваква личност, ваква жена како Аријана своето работно и големо искуство од маркетингот, така? Го пренесува токму на жените кои што сакаат да бидат понатаму предприемачи во компанијата. Да споменеме и други настани кои што ги имате во месец август, така? Јули и август. Уште еден настан, да. Во јули имаме втор настан кој што ќе се одвива на 29 јули во кинотека на Република Македонија со почеток од 17 часот. И темата на која ќе се говори ќе биде UX UI дизајн во ерата на мобилни апликации, трендови и стратегии како да успешна кариера како фриленсер од Македонија во областа на UX UI дизајн, каде ќе говори еден од најуспешните фриленсери во областа на UX UI дизајн од Македонија. Ќе говори околу тоа како да добиете клиенти, како да ги задржите тие клиенти, како и со некои од предизвиците со кои би можеле да се соочите работејќи како фриленсер. Ова е значи за дигитален маркетинг, така? Така, на 26 за дигитален маркетинг. Сакав само да прашам сепак овие луѓе кои што ќе се пријавуваат, кои што ќе учествуваат тука, треба да имаат веќе некакво искуство, така? Да, подобро да имаат некој искуство, меѓутоа може да се пријават и луѓе што немаат искуство, бидејќи на тој начин би може да се запознаат со што они би работеле, со што би се соочеле доколку би започнале кариера во таа област, за да видат дали тоа нешто што би сакале да го работат и нешто што ги интересира. Таа е целина на станите, да. Се мислам прилагодени за почетници. Не се за претходно. Не се за луѓе со искуство, така. Академијата за жени лидери е за со искуство. Инаку сите други академии се оптимизирани за да може било кој да ги научи за почетници, да. Малку полемизиравме околу тоа што е фриленсер, не можевме да најдеме адекватен збор на македонски, ама тоа би било некој кој што би работел, да кажеме, од дома, од кафич, така од било каде. Од било каде, сам да си го организира времето, да, сам да си ги наоѓа клиентите, проектите. Да работи на дигитален маркетинг едноставно, така? Веќе повеќе области и надвор со дигитален маркетинг возможуваат таков принцип на работа, како што се графичкиот дизајн, UX UI дизајн, па дури и дел од сегментите што се поврзани со човечки ресурси возможуваат таков тип на работа, каде што луѓето имаат поголема слобода и повеќе од младите луѓе можам да забележам дека се фокусираат на таков тип на работа, што има возможно повеќе слобода и баланс помеѓу работата и приватниот живот. Така. Значи можам да забележам дека има голем интерес, претпоставувам поготово од младите, нели, за овој тип на работа, бидејќи вие навистина не застанувате цело лето работите, имате активности и од септември. Да. Рековме една од тие активности се академиите на Аријана кои што ги одржува, наменети за жени. Другите активности кои што се во ваша организација? Така, во август имаме исто така 2 настани. Првиот настан во август е на 26 август. Исто така во живо ќе се одвива и ќе се говори на тема креирање на маркетинг стратегии за e-commerce компании, пишување и креирање на содржини, како и SEO оптимизација на тие содржини. Сега накратко само да кажам гајчки за SEO што е. Значи тоа е всушност како тоа вие што сте го напишале, вашиот блог, вашиот текст, да се рангира меѓу првите на Google, кога некој нешто ќе пребарува, вашиот текст, вашата статија да биде меѓу првите што ќе излезат кога некој ќе го пребарува тој термин. Има многу термини и мене многу не ми се јасни, затоа вака малку да може да видат накратко да ги видат за гледачите некој кратко објаснување. Да. Потоа вториот настан во август, конкретно на 30 август, тоа ќе биде работилница поврзана со графички дизајн, каде што ќе им овозможиме на сите оние кои што се размислуваат дали да започнат со изучување на графички дизајн, дали тоа е вистинскиот избор за нив, каде што ќе имаат можност под менторство на еден од менторите на академијата да го креираат своето прво лого, за дали можеби некоја имагинарна компанија или некоја веќе постоечка, но пред почеток на дизајнирање на логото ќе имаат можност да се запознаат со тоа какви типови на лого постојат, да се запознаат со психологијата на бои, која боја какво чувство би буди, за да знаат кога ќе треба да го креираат логото според барањата на клиентот, да знаат како они да се водат да го креираат логото. Но исто така имаме 2 настани во септември. Првиот настан е 20 септември,
каде што ќе се говори за тоа каква е улогата на вештачката интелигенција во графичкиот дизајн. Имаме тројца панелисти кои што се успешни графички дизајнери од Македонија. Ќе говорат од нивна перспектива за тоа кои алатки ги користат они во секојдневното работење, дали тие алатки им го олеснуваат процесот на работа и успеваат побрзо да завршуваат соврските, како и дали имаат простор и да стравуваат од тоа дека ќе останат без работа и дека ќе бидат целосно заменети од вештачката интелигенција. Интересно. Ова е интересно, да. Имаме многу прашања такви каде што луѓето си викаат што сега, зашто да се запишам ако за некоја година бидам заменета од некоја алатка и нема да можам да работам, затоа сакаме малку и таа дилема да ја разрешиме, да. Да, затоа ја одбравме таа тема, сметавме дека е нешто што луѓето би сакале да го слушнат. Предавања се сега што ги спомнувавме, се ќе бидат бесплатни? Да, бесплатни. Сите предавања што односно настани се бесплатни. И имаме уште еден настан исто така во септември, кој што ќе се одржи на 30 септември, на кој ќе се говори за тоа за порастот на регрутирање од далечина, односно вработување од далечина, бидејќи знаеме дека сега со коронава многу луѓе и многу компании се префрлија на далечинско работење, да. И многу регрутери се соочуваат со тој момент да веќе интервјуата не ги прават во живо, туку се прават онлайн, па успешни регрутери би споделиле некои нивни совети и тактики како да се направи правилна селекција на кандидати и како луѓето, односно регрутерите, подобро да се снајдат при тој принцип на регрутација. Сега за настаните во септември немаме конкретни детали се уште каде ќе се одвијат и од колку часот, затоа би им препорачала на сите што се заинтересирани да не следат на нашата страна creativehub.mk каде што ги споделуваме сите информации на време. Така. Да. И план е секој месец до крај на година да имаме по 2 настани. Одлично, браво. Значи, сепак сте фокусирани на најмногу на дигиталниот маркетинг, така? Ако не се лажам. Обично сите оние кои што сакаат да се занимаваат со фриленсинг или работа од далечина, може би така да го крстиме, за да бидеме подобро да не разберат гледачите. Има ли интерес за вашите предавања, за вашите курсеви и каде се може да се применат овие знаења? Еве конкретно денеска за жените лидери, кои што ќе се случуваат денес и утре, оние кои што ќе учествуваат, кои што ќе ги слушаат предавањата на луѓето, каде може да ги применат своите знаења, во кои области? Конкретно и студентите кои што ги учат академиите се стекнуваат со практични вештини во Creative Hub, а инаку вештините може да ги применат или на работното место за да напредуваат на работната позиција, или пак може да ги применуваат за да се преквалификуваат, односно да направат промена во нивната кариера. Да. Бидејќи и тоа се случува доста често. Многу често веќе, да. Така е. Добро, сега сакав да ве прашам уште на крај да споменеме за Creative Hub. Односно, кои се вашите активности? Вие ги организирате сите овие настани, меѓутоа, која е целта на вашиот едукативен центар? Вака, Creative Hub е едукативен центар. Во моментов имаме канцелари во Скопје, во Косово, Приштина и Мајами, Америка. Во центарот на Мајами имаме канцелари. Creative Hub можам да се пофалам дека и сите всушност да се пофалиме дека е единствен едукативен центар од Македонија кој што во моментов е на ниво на американски едукативен центар. Аријана е во Америка, како што кажав, предприемач и ментор на Академијата за жени лидери. Таа е таму веќе една година, како што се знае, мислам во Америка малку се чека за документи, зелена карта и слично. Ние успешно го завршивме целиот тој процес. Во иднина се гледаме секако и во другите држави, да кажам. Исто така од академиите кои што ние ги нудиме во моментов, дали во Косово малку поразлична ни е програмата, но во Македонија, ќе се задржам за Македонија, имаме 9 академии со 2 или 3 програми. Имаме академија за дигитален маркетинг, како што ја споменавме, за човечки ресурси, за фронтенд и бекенд програмирање, за UX UI дизајнирање, за графички дизајн, имаме академија за дата аналитика, за софтвер тестинг и имаме академија за жени лидери. Значи се е со компјутери. Да, се е во технологија. Се е во технологијата, се е во компјутерите. Исто така што заборавив да напоменам. Да ме праша. Дефинитивно, Дефинитивно.
Сакав да напоменам дека од септември, секако за тоа ќе имаме дополнителни информации на самата веб страна, веќе мислам дека и македонските студенти кои што се запишуваат на нашите академии во Creative Hub ќе може да се стекнат со американски дипломи, зашто мислам сите детали нели би биле објавени од септември па натаму. А дипломите што ги добиваат учениците, студентите кај вас, за каде важат? Со каде може да се вработат студентите? Во Македонија или можат било каде секаде во светот? Така? Можат било каде. Ние имаме неколку типови, да кажам, на сертификати или на сертификација. Имаме EU диплома или EU диплома суплемент со ЕКТС кредити доделување дополнително во зависност од фондот на часови. Само сертификат кој што го доделуваме ние од Creative Hub и зависно од академијата имаме CPD сертификат, имаме SHRM диплома што е за човечки ресурси, така да зависно од самата академија за која што се одлучуваат, ние ги објаснуваме нели тоа е всушност типот на програми кои што зависно која програма они би ја одбрале, нели според таа програма сертификатите ги одредуваме и начинот на кој што нели се изучуваат самите академии. Девојки, ви благодарам за вашето гостување. Навистина кажавте, мислам дека кажавте се за она што се договаравме за кога се договаравме за разговорот. Уште еднаш потсетување, вечерва од 18 до 20 часот е оној курс од за развивање на жени лидери. Така, жени лидери во компаниите. Ви благодарам за гостувањето. Сакувам многу успех во работата и останете ни тука во Македонија. Овие знаења од областа на компјутерите, дигитални од маркетинг, рековте самите дека тоа е иднината на понатаму нели на кај што се цели светот. Останете тука, овие ваши знаења овдека споделувајте ги, бидејќи имаме ние и младина, имаме иднина за пофалба да си ја направиме државата убаво место за живење за сите. Ви благодарам. Ви благодариме многу на вас за поканата уште. Чест ни беше што бевме гост од вашата емисија. Ви благодарам и јас. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со програмата. Тука сме на тема жешкото време. Темата ќе биде, односно прилогот кој што ќе следува ќе биде колкава температура може да издржи човечкото тело. Прилогот кој што следува го подготви нашата Бела, а веднаш потоа следуваат и телефонските јавувања и нашата втора тема за ова утро. Останете со нас. Високите летни температури што ги преживуваме деновиве се многу непријатни. И вистинска среќа е што во целата година има само ограничен број денови со вакви екстремни температури. Иако нивниот број значително се зголеми поради климатските промени. Уште од студиите на НАСА од 1958 година е установена комфорна зона на температурата меѓу 4 и 35 целзиусови степени, во која кога влажноста не преминува 50%, луѓето можат да живеат неограничено долго. Но кога ќе се најде надвор од таа зона, колку висока температура може да поднесе човековото тело? Покрај многобројните воени истражувања, на ова прашање нема прецизен одговор. Различни лица можат да издржат различни температурни екстреми, а тоа зависи од начинот на облекување, физичката активност, струењето на воздухот и заштитеноста од сонцето. И пред се од влажноста на воздухот. При многу висока релативна влажност на воздухот, човекот може да биде загрозен и на 36 целзиусови степени. Додека во пустините, каде што воздухот е исклучително сув, луѓето можат десетина минути да издржат и на температура од 60 степени. За да може да ја одржи телесната температура на околу 37 степени. Организмот при високи температури на воздухот, вишокот топлина ја ослободува пред се преку испарување, односно потење. Меѓутоа, ако релативната влажност околу него е висока, испарувањето е побавно и човекот доживува надворешната температура да е повисока од онаа што ја мерат термометрите. Поради тоа, во прогнозата се користи така наречен топлотен индекс, каков што од 1978 година применува американската, како и голем дел од европските метеоролошки организации. Се смета дека на температура повисока од 54 целзиусови степени на човечкиот организам неизбежно му следува топлотен удар. Овој облик на хипертермија може да се случи и на многу пониски температури, а врз тоа може да влијаат лекови, алкохол, старост, но и други околности. Спортистите што се надпреваруваат на топло можат да бидат во опасност, а статистиките бележат дека почести жртви на жештините се деца заборавени во неразладени автомобили.
Топлотниот удар е екстремна состојба на термички стрес и доведува до раст на телесната температура за само неколку минути. Вртоглавица, крвавење, колапс на кардиоваскуларниот систем, конвулзија, кома, откажување на мускулите и органите и во најтежок случај смрт. Секако, при овдешните температури, колку и да се непријатни, не треба да се грижите се додека престојувате во проветрени, вештачки разладени простории, консумирате доволно течности и избегнувате директно изложување на сонце во најтоплиот дел од денот. Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија. Ова прилогот беше доволно за да се преместам од едниот крај во студиото, да се преместам тука. Тука веќе знаете дека е време кога ги отвораме телефонските линии и нашата втора тема ова утро е дали надлежните се подготвени за гасење на пожари. Сосема накусо како вовет во оваа тема, ќе ви прочитам некои куси информации и веднаш потоа да не одземам многу време, ќе ви отстапам вам простор да се јавите и да си го кажете вашето размислување на оваа наша втора тема. Здравствените власти во Европа, Северна Америка и Азија алармираат поради незапирливата топлина и ги повикаа граѓаните да се засолнат од жешкото сонце и да внесуваат доволно течности. Пренесуваат во вторникот агенциите, истакнувајќи дека Европа е континентот кој најбрзо се загрева. Европа денеска ја очекуваат нови високи температури, топлотниот бран не покажува знаци на стивнување, а шумските пожари веќе изгореа делови од северната хемисфера. Сега, како што веќе ви кажав, врвот од топлотниот бран во Европа се очекува на италијанските острови Сицилија и Сардинија. Според Европската вселенска агенција, температурите на овие острови би можеле да достигнат и 48 степени Целзиусови. Европскиот рекорд го држи Сицилија, каде во 2021 година се измерени 48,8 степени Целзиусови. Во Грција, вториот ден поред, пожарникарите се борат со шумски пожари на повеќе локации низ Атина. Шумски пожар кој го носи силен ветер му се закани на популарното летувалиште Лутраки, а градоначалникот нареди евакуација на 1200 деца од летниот камп. Екстремните временски услови имаат огромно влијание врз здравјето на луѓето, екосистемите, економиите, земјоделството, енергијата и снабдувањето со вода, изјави генералниот секретар на Светската метеоролошка организација. Еве тука веќе ќе го завршам ова мое излагање, бидејќи од режија ми јавија дека веќе го имаме и нашиот прв гледач на во програма ќе си го вклучам, зборувам прв гледач за оваа наша втора утринска тема, а темата е дали надлежните се подготвени за гасење на пожари, со оглед на тоа што некаде прочитав дека имаме, мислам дека 3 или 4 авиони, од кои што само еден е во употреба, а останатите се на сервисирање. Добро утро! Добро утро, Македонија! Добро утро, Тале, повелете, во програма сте. Благодарам. Па како не се подготвени овие од ДУИ, борци за човекови права, кои со тероризам во 21 век во Македонија, која им даваше предто максимални права, со пушка в рака, со убивање, со масакри, дојдоа на власт и 20 години се власт, Брајчева под Тито, на овие од титовистиве, брача му беа, Тито му даваше 10, на секој 10-то родено албанче му даваше име, да се множат, да го преплава Косово, да добија Косово автономија, дадена од Тито Југославија, влада косовска, максимални права, универзитети и се што јазик, и после 99-та година американска база, и сега некои им се прават србомани, им плача по Тито кој му го грабна на србите Косово. Која е та логика, кој тој ум? И сега викаат, сега било опасно, ни правеле албанизација СДС, титовистов, кој секој ден не тера да плачеме по Тито, а младите заминале. А ти на тие млади треба да му понудиш македонштина, да ја сака Македонија, да не зема бугарски пасош, тука да остани, тука да се бори за Македонија, да твори се македонско, да почитува се македонско, а не да му нудиш плачење по Тито, од плачење по Тито и по таа Тале, дали ќе може да зборуваме на темата? Значи, темата ни е дали надлежните се подготвени за гасење на пожари. Тоа е оно што е сега актуелно. Во ред. Само една реплика, една замолница, кога некој секој ден не труја
со плашење по Титов Југославија и него да го прекинете дека тоа не е тема. Важи. Сега ајде. За гасење во пожар. ВМРО македонско, кој не е значи Титова мивка, како некои нали што сака да бидат, купи 3 Канадер нови авиони. И овие Титовите зесовци ги блокираја. 6 години тие авиони се блокирани. Кој може да блокира авиони нови, кои ВМРО и Груевски и ги купија со наши народни пари, за наше добро? Кој може да блокира такви авиони? Освен људи, предавници и душмани на Македонија. Значи, замисли, цела источна Македонија гореше. Значи, шуми, ризик, по кујки, по села, по Кочани градот, беше во ризик. Стока, имот, пари, посеви на тој народ таму. Живот им не бе во ризик. И тој Заев, Титовиот Заев, од Титовата СДС партија, прогласи воремна состојба и си појде на плажа на наше Македонско Егејско море. Кој нормален премиер, лидер на партија и кои се тие нормални што гласале за него и се уште го поддржуваат да прогласи воремна состојба гори цела Македонија, источна, а тој да појде на плажа. И овие СДС да му аплаудираат. Само људи, предавници, канибалисти, што би рекол Заев, че јадат живи луѓе, само такви можат да гласат за таков човек. Ви благодарам, Тале, за вашето јавување. Измина вашето време од 3 минути. Веднаш велам добро утро за следниот гледач. Нашата втора тема е дали надлежните се подготвени за гасење на пожари. Би сакала да се задржиме и треба да се задржиме на оваа тема. Значи, зборуваме на темата од втората тема или евентуално, ако сакате, првата тема која што ни е за ова утро, а тоа беше за договорот од Бехтел и Енкел. Дали мислите дека ќе се стаса со изградбата на патиштата за 4 години, како што гласи во договорот. Ке ве замолам, значи, само на овие две теми. Поточно сега, еве, ајде на втората тема. Дали надлежните се подготвени за гасењето на пожари? Добро утро. Ало, благословен ден. Нека е благословен денот. Поздрав до вас, повелете вашите 3 минути. Благодарим. Само две укажувања заради добробит на вашата телевизија и на темите од Масонет. Да не дозволите на гледачите, како преходни и други, преку вашата телевизија, да фрлат проклество, предходниот пред неколку дена баш Кајва се рече, да му се преврти гробот, значи ако сме верници, не смееме такви било кому да клети. Да, ние секогаш тоа апелираме на бонтон, на убаво зборување, да не се вреѓаме едни со други, да си се држиме сплотени, нели сите заедно. Едно сме си, нели, сите сме си тука, сме си, ова е наша земја и секогаш велиме, апелираме да се држиме на темите. Така, уште рече за гледачите, тие што одат по него да одат во пеколот. Мислат, тие работи, тоа ви носи негативни поени за вашата телевизија, да ги прекинувате, конкретно на темите. На темите, така е. Мој искуство од Кичево сега. Ако за 10 години Кичево Охрид не е патот направен, мисля, тој пат уште за 2-3 години минимално да се среди, ако се направи, да се направи, ќе видиме дали се направи. Меѓутоа, ако мора се вратам јас на политичари, зато тие не доведат до оваа состојба, не ние, духовните или верниците, затоа што да се знат нашите македонски чеда, македонски сестри, браќа кои гласат за ВМРО и ДПМН, и СДСМ, дека овие две партии наша Македонија ни донесува до оваа состојба, да се прават вакви малверзации, вакви криминари, а не Тито, добеше Тито се изгради свет. Наравно, све си беше вред. Меѓутоа, ако застанеме сега на почетокот на вашата емисија, се јави еден тамо заменик министер Солие Груби, кој се јави на телевизија. Не само тој. Во прилогот, така? Во прилогот, да, така токму. И тој таму одговорен на патот. Ако знаеме ние во Македонија, нашите две политички партии, СДСМ и ДПМ македонски, кого ставиле на власт? Не само што тој не стручен за тоа, него таквите, тој и многу други кои се водат во Македонија имат дела против човечкото злосторство има сторено. Таквите луѓе не сме се појават во јавноста, не да делат совети и уште да им се доделува на нив поверење и доверба да управуваат со патиштата и со парите милиарди евра. Тоа е, например, големото зло и патот нема да се направи никогаш, ова се додека не се промени некоја власт во Македонија, која ќе дое вистинска патриотска власт,
наравно може имат и благодетни такви патриоти и sada само и ДП, меѓутоа нова некоја власт. Иначе за пожарите, не дај Боже да се запалат. Не дај Боже, Пожарите така нашите само ги палат, а не ги гасат. Ви благодарам, фала, прите здрави и живи пријатели. Ви благодарам и јас вас на вашето јавување. Ви благодарам што не следите секое утро и што ни се јавувате и го споделувате вашето мислење заедно со нас. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Па ќе дадам еден одговор за двете теми. Ајде, повелете, ве слушаме. За асфалтни работи малку не бива. Тоа го видовме во овие 30 години, иако сме самостојни, ама кобајаги самостојни сме. Многу ни е лошо. Генерасоти и криминали ни се случуваат пошто Македонија не си ја сакаме. Љубовта ни е само до личното, себичното. Ништо ново во Македонија. Ете, денес сме и 2023. А нешто ново човечко воопшто не гледам. Културата и понатаму си остануваме во Македонија. Насотиите не можеме да си ги изчистиме. Толку е лошо да тие со секој ден растат. Тешкава ненормалност во која сме, со самата самостојност до денес 2023, несватлива е за целиот свет, пошто самите газиме по своето постоење, со нечистотијата од лични интереси. Се продаваме и обезличуваме. Состојбава македонска премногу е гнасна, со тој многу болна. Одамна е зрела за хируршки зафат, револуција. За да се исчистат и казнат велепредавствата уништувачите на македонството во Македонија. Потребата за тоа е силна и хитна. Но како кога револуционери немаме. Тие се раѓат со чистота во постоењето. А че чистотата човечкото е нема. Ако малку го имаме човечкото во нас, тешки вегнасоти во Македонија со самото нивно појавување ќе ги уништуваме. А со тоа че немаме загадување, уништување на Македонија. Преку овој мал текст барам, силно посакувам. Македонецо, разбуди се. Чистотата човечкото во себе да го најдиш, за неправдите да ги згазиме, победиме. Благодарам. Ви благодарам и јас на вас за вашето јавување. Ви благодарам и вие што не следите секој утро. Добро утро до следниот гледач. Добро утро. Повелете, во програма сте. Благодарам. Јас би за првата тема, ако немате ништо Може, против. повелете. Вака сега, дали коридорите ќе бидат готови за 4 години? Да. Зошто да не? Затоа што имаме склучено меѓународен договор со одредени правила меѓу државата и Бехтел и Енка, што се светски реномирани фирми. Но во сите тие договори и било какви договори има права и обврски. Што значи, ако ние не ги исполниме нашите обврски, како што беа да речеме работното време или авансот и така натаму, тие си взимаат за право да продолжат и така пишу и во договорот. Но ако сите услови ние ги исполниме, а тие не го завршат рокот, тие ќе плаќаат пенали или како сега ние. Значи во тие должничко-доверителни односи има правила, особено во меѓународните односи. Ние сега, гледајте ги луѓето како прво каже и некој што одма ја врти на политика, а појма нема од стручна работа од градба. Во градбата прва работа е подготовката. Подготовката често зависи повеќе од целата работа. Ако добро е подготвена работата, многу пократко време треба за изведба. Тоа и се случува. Ние сега сакаме, ајде да видиме лопата таму. Чекајте, бре, луѓе. Си има договор таму, има динамика на работа. Значи прави истражувања, прави проекти, сега тоа можело и претходно, ама сега така е договорено за тие 4 години. Значи тој сега прави подготвителни работи и кога ќе настапи на терен,
Јас да ви кажам, по правило, подготовката трае 3 години, а изведбата трае 1 година. Само ако подготовката е добро направена. Ме разбирате? Тоа е за тој пат. Ако ќе спомнат за друг пат, нека народов е чуден. Прво вика дупки имаме на сите страни, а сега ви се нуди пат, да молам, тоа е пат што го прави НАТО. Тоа да бидеме начисто. Гледајте ги соседните држави кои што се членки на НАТО. 10, 20, 30 години уназад, погледајте какви патишта имаат. Кај нив нема, ти реков ми рече, ме разбирате? Значи има да го направат како што треба и ние да видиме, и тие си имаат интерес, ама и ние да видиме пајде. Благодарам. Ви благодарам и јас на вас за вашето јавување. Ви благодарам за тоа што си го споделивте и ова утро заедно со нас вашето мислење. Не само вие, туку и сите вие кои што ни се јавивте во денеска и секој утро ни се јавувате во нашата утринска програма. Ви благодарам на сите вас што сте заедно со нас. Од режија ми јавија дека вие ќе бидете и нашиот последен гледач за ова утро. 9 часот, веќе и 24-5 минутки. Тука е веќе и време полека да си се одјавиме. Јас на сите вас ви благодарам тоа што секој утро, па и ова утро сте заедно со нас, со утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Ви посакувам добро здравје, ви посакувам да ни останете во добро расположение. Секако ќе ви кажам да бидете заедно со нас и со програмата на Алфа телевизија и ќе ви апелирам на сите вас кои што не гледате, кои што сте хронично болни, кои што имате, кои што сте трудници, бремени, сите вие кои што имате мали бебиња и повозрастни над 60 години, барем во оние топли денови, топли часови, значи од 11 па до 18 часот, останете во затворено доколку навистина не мора да излегувате надвор. Сите вие, ако мора во овој период да излезете надвор, да завршите некоја работа, тоа нека биде сепак со заштитна облека, носете некоја светла облека и секако наочари за сонце и капа. Ви благодарам уште еднаш за вашето внимание. Останете заедно со програмата на Алфа телевизија и секако повторна средба ви закажувам со нас веќе утре. Го знаете нашиот термин 6 часот и 25 минути. Довидување.